Оризопроизводителите извисија. Од вкупно 12 барања што ги доставија минатата недела, владата позитивно им одговори на само едно. Направена е измена со која на оризопроизводителите им се дозволува финансиска поддршка да добијат и земјоделски стопанства кои немаат сертифициран семенски материјал. Од иницијативниот одбор објаснуваат дека власта на овој начин успеа да си купи мир за празниците, но не и да ги реши проблемите. По божикните празници ќе одлучуваат какви чекори ќе преземат понатаму. Не одстапуваат од своите барања. Можни се нови блокади и протести по патиштата. Сега видите дополнително. Ние бараме тие да, 12.000 да бидат редовни субвенции. Тоа ни беше целата иницијатива. Мислам дека од тоа нема да има тоа и пак 2021 пак се соочиме со истиот проблем. Ние имаме проблеми со сеидба, со пестициди, со ѓубрива, со зелена нафта, само едно од барањата. Тоа е скоро речи ништо. Овогодинешната откупна цена е многу ниска. По 21 денар се продава само Сан Андрејата, додека останатите сорти се по 17 и 18 денари. Неплатените давачки кон државата и извршителите ги притисна земјоделците од Кочанско. Тие што можат да го издржат ударот го чуваат родот во амбарите. Останатите се принудени да го продаваат испод цена. Живееме буквално во сиромаштија. И не само јас, тоа не е срамно да се каже, тоа целиот народ е така. Источна Македонија е запустена. Не можете да видите овде насмеен човек, весел, да каже Оризот е добар. Кога наместо да ни помогне државата да најде излаз со ситуацијата, таа се занимава со марихуаната. Оризопроизводителите бара поголема квота за зелена нафта, стабилна откупна цена од 25 до 30 денари, како и воведување на интервентна мерка по килограм оризова арпа. Поради сушата и лошата политика, се поголем број на оризопроизводители се решаваат од гледувањето на ориз да го заменат со други култури.